Здраво, здраво, другари! Јас се надавам дека вие се одморивте убаво за време на големиот одмор и пред да продолжиме со следните часови, јас ќе ви го прочитам петковиот хороскоп за петок. Денес сонцето ќе ви биде на гости. Ќе ги завршите новите домашни задачи за денот и се разбира, ќе измерите за колку време сте ги напишале. Бидејќи денес е последен ден од работната недела, ќе ги проверите домашните задачи од цела недела, ќе научите се што ви е останало нејасно и ќе прочитате 5 страници од лектирата или книгата што ја читате. Исто така, денес ќе научите нова песна, по ваш избор, и за време на викендот што следува ќе си ја рецитирате или подпевнувате. И не заборавајте да проверите дали на цвеќињата им треба вода или да им ги извадите пожолтените ливчиња. Ви посакувам убав и релаксиран викенд со многу забава и смеа. Ве сака вашиот Петко. Така е. А сега може да продолжиме со нашиот следен час. Може да им кажеме добре ден на учителките, односно наставничката од училиштето Аврам Писевски, така? Добре ве најдов и во оваа прилика сакам да ги поздравам моите ученици. Јас сум наставник во основното училиште Аврам Писевски, село Бардовци, а воедно да им посакам пријатна настава преку ТВ училницата, сите наставници, сите родители, бидејќи тие во овој момент го исполнуваат оној педагошки триаголник ученик, наставник, родител. Поздравот ќе биде преку едно наше видео кое што е наменето за сите деца во светот. Па може да го погледнеме. Може да го погледнеме. Ова се инаку учениците од училиштето Аврам Писевски. Аврам Писевски, тоа е една манифестација каде што сите 10 училишта во општина Карпош, каде што и припаѓа нашето училиште, се надпреваруваат заедно со своите наставници на сцена. Така. Дали можете да ни кажете која е пораката и што прават тие всушност, да ни го објасните? Песната говори се дека ние сме светот и ако го чуваме и се грижиме за него, тој ќе ни врати многу повеќе отколку што ние можеме да сториме за него. Така е. We are the world, we are the children. Yes. Прекрасно. Во овој момент учениците ќе го користат дел и од говорот на глувонемите, каде што пораката ја испраќаат и на тие дечиња, кои што во моментот не можат да ја слушнат пораката. Ова е прекрасно. Епа поздрав од дечките од Аврам Писевски. Одлично нешто, одлична работа. Мислам дека и секој од вас кој што гледа може дома да направи нешто вакво, да направи некоја кореографија, можеби не може да отиде на надпревар, но се разбира може да направи интересна кореографија на вашата омилена песна. Ете, задача од Лука или Лук задача. Бум! Дали може да продолжиме со предавањето? Секако, токму затоа сме и тука, Дали ќе ние ни кажете наставниците. Што имаме следно? Наставничка, што ќе учиме? Часот е културните традиции на нашата татковина. Одлично. Така, часот е наменет за учениците од трето одделение. Дали имате можеби презентација? Имаме. Ајде ќе отвориме. Не, културните. Еве, опа. Доле. Еве го, јас со ракавици бидејќи сум малку потешко ми фаќа. Ево. Така. Сега ќе пуштим слайд шоу. Културните традиции на нашата татковина. Како што напоменав, час за учениците од трето одделение. Секој час има цел. Целта на овој час е учениците да ги прошират знаењата за културата и традицијата на татковината и што ако не да ги почитуваат културата и традицијата на нашата татковина. А тоа што ние ќе го очекуваме од нив денес, тоа е учениците дека ќе ги знаат културата и традицијата на својата татковина, истите ќе ги разбираат и ќе ги почитуваат. Така е. Малку ќе зборуваме за традицијата како збор кој што можеби не е доволно јасен и познат кај учениците. Тој доаѓа од латинскиот збор традитио со значење дека нешто се пренесува натаму. Ние по наше велиме
колено на колено Колено, пренесување. да. Традицијата на еден народ всушност е олицетворение на сето богатство со кое што може да се представи најубаво да се презентира една земја. Именно традицијата овозможува да се зачува, да се негува, да се афирмира културниот идентитет на нашата татковина. А како културната традиција на Северна Република, Македонија ќе се пренесе преку фолклорот, преку архитектурата, преку занаетите, преку носиите, Така. преку бројните традиционални Да. јадења. Баш ми се пријаде во моментов. Некое традиционално јадење, штипска пастрмајлија. Може да го одложиме тоа за оној дел кога ќе зборуваме за традиционалните јадења, Може. па ќе ги споменеме кои се Само тие. немојте многу да не направите, па тука да се излигавиме, бидејќи ќе бидеме многу стрвни. Не, ние сега ќе истрошиме енергија, а потоа на одморот ќе Ќе не јадеме. дополниме. Јадеме после часовите. Така. се разбира. Фолклорот е тој кој што исклучително во нашата татковина Република Северна Македонија изобилува со многу богатства. Тука се приказните народни, легендите, брзозборките, гатанките, потоа одиме со песните, народните песни, народните инструменти, народните ора, по кои што исклучително сме познати насекаде во Да. светот. Имаме амбасадори, тоа е танец, кој што не презентира буквално достојно насекаде во светот. Да. И македонците имаат своји верувања, своји обичаи, хумор, кои што тука ги пренесуваме на разноразните манифестации предвидени за тоа, како што е струмичкиот карнавал, каде што на еден сатиричен начин се представува хуморот во нашата татковина. Следниот представник на културните традиции е архитектурата. Така. Што представува архитектурата? Таа е некоја тешка работа. Тешка работа, Тешка меѓутоа работа. ошна интересна, затоа што тука доаѓа изразена креативност кај нашите објектите на архитекти, градбите кои што кога се станува збор за насекаде. обликување на Да. градбите и креирање на видови градби. И тука можеме да се пофалиме. Нашата татковина има изобилство на стари градби, зачувани, и тоа се Скопското кале, црквата Канео, џамијата Теќе Чаршијата и во Охрид. многу бројни други на Робевци. верски, објекти кои што датираат од дамнешно време, но да се разбереме, ако не ги чуваме, ако не ги реставрираме, од забот на времето ќе попушти архитектурата. Затоа ние се грижиме сето тоа да изгледа идентично како што некогаш било. Да. Одиме кон старите градби. Можеме да забележиме на сликите разноликост во обликот. Така. Така. Да. Карактеристично за кој град е овој стил на Е, градба? Охрид. Токму така. Тоа е градот Охрид. Потоа, ова се стари градби во селата низ Да. Македонија. Ова е мојата Специфичната омилена градба. Ристикева палата. Токму така, но таа изгледа многу убаво и до ден денес. Да. Зошто? Бидејќи е убаво зачувана. направена. И е убаво зачувана, да. така. Но јас мислам дека исто Точно. важно да секој, мислам во архитектурата како наука, Така. секој архитект треба да знае што прави. Да го направи тоа според план, според и естетски да изгледа убаво, за да може да остане, бидејќи градбите остануваат Токму повеќе така. време. И тие како и нас, наставниците предходно вршат големи подготовки за да сето тоа што ќе го направат исклучително остава убав визуелен впечаток. Така е. И нешто каде што јас многу сакам да прошетам, каде што се полнам со енергија, каде што сакам да ги прошетам и моите деца и моите ученици, тоа е старата Скопска чаршија. Да, да, која е Една наистина прекрасна. слика многу зборува за Така. културата и традицијата на нашиот народ. И мене ми е омилена инаку старата Скопска чаршија. Така, убаво е тоа што и на помладите генерации таа исто така го Има живот привлекува. некако, има живот, Има има енергија. Да. Има енергија. Токму така. Занаети. Не би кажала дека некаде има повеќе занаети од Република Македонија. Тоа е рачна изработка на предмети.
Во старата Скопска чаршија кога ќе прошетаме, Да. не треба подалеку и пошироко. Тука ќе се запознаеме со грнчарството, со ткајарството, кондураджи, опинджи, карактеристично за периодот од давнешното минато. Потоа филигранството, нешто во кое што сме уникатни. Уникатни токму така. Изработка на накит од сребро и злато. Копаничарството, Така е. занает, Да. кој што е исклучително Исто тежок. бербери Така, исто. Точно, берберите, точно. Ако почнев да ставам слики, Да, ги има безброј, ги ќе има многу. имавме Да, многу многу слайдови, занаети, така, но тоа ќе го оставиме за учениците Да. во домашната задача. Изработките на носиите, колоритноста, стилот, изгледот и на крај Да, македонските везови. Везовите. Така е. Кои се навистина специфични. Специфични. Од област во област, Да. разноликост, убавина, единственост. Традиционалните јадења, стасав, мелука и кајнив. Ајде да видиме што значи зборот традиционално јадење. Па јадење што се карактеристични за одредено место, кое што датираат од минатото Така. па до ден денес. Значи Така. од нашите предци. Се пренесуваат. Од колено на колено. Од колено На на колено, колено. да. Од баба на мајка, од дедо на татко, од татко на син. Како што Затоа што секоја да не фамилија си- заборавиме, најголемите готвачи се од машкиот пол. Да. Па не е ни важно, има и од женскиот и од машкиот, Има, сите сме да, но еднакви, светски исти. познатите некако повеќе се наклонети кон машкиот За мене пол. најдобар готвач е баба ми. Мислам дека бидејќи таа прави најдобри традиционални јадења, мене најомилени јадења ми се незините. Да, се сложувам. И јас истото мислење го делам и за мене е најдобар готвач мојата покојна баба, која велеше тавче гравче, тоа е нешто што ја кажува нашата татковина, Така. но вели тетовско тавче гравче со тетовска вода. Да. Значи тоа тавче гравче тетовско е најубаво. Е најубава. Да. Потоа одиме со зелникот, охридската пастрмка, Да. погачите, бакарданикот со кисело млеко, баклавата, сармата. Впрочем, во Македонија има многу етнички групи Да. кои што исто така имаат своји традиционални Јадења, јадења. да. И тоа се пренесува исто така од генерација, па делумно си ги прифаќаме. Дел од овие традиционални јадења потекнуваат од давнешните времења кога сме прифаќале Да. Така. нешто од оние поробувачите, од турците. Така, јас имам едно милено турско јадење, лахмаџун, може да Така, па тоа Се пробува. најубаво турско јадење токму го има во старата скопска чаршија. Така Чаршија, токму така. Мојата комшика породна во зградата каде што живее во Чаир. Така. Секоја сабота ни носеше лахмаџун. А ние Така. носевме пита, да, бидејќи беа најдобри пријателки Да. со мојата И баба. турските пити, пиде се велат, Да. и тие наликуваат на пастрмајлиите, велешки или штипски, меѓутоа со нивните специфични зачини. Така е. Македонија, сликата говори се, Да. изобилство на храна, која што потекнува од сите предели. Секој предел свое традиционално Да. јадење. Овдека ова е дел од сликите што ги има во фотографиите во учебникот, каде што може да забележиме дека секој град во нашата татковина Си има има. специфична култура, обележје, занает, Така стопанска дејност со која што се занимава. И Да. сето тоа е толку убаво прикажано, каде што можеме многу да научиме. Сега наставничке, дали може да им дадеме што научив и да им дадеме домашна на Секако. На учениците, бидејќи привршувам. Да, токму така. Што научив? Учениците од приложениот материјал што го видовме на слайдовите, треба веќе да знаат што е традиција, што е архитектура, што е занает, каква облека е носијата, за кои јадења велиме дека се традиционални. Одговорите на дадените прашања може да ги збогатат со илустрации и една идеја плюс за оние трудолюбивите Да. да изготват сликовница насловена Културни традиции на татковината. Токму Јас така, мислам одлично. дека
Да. Одлично. имаат една креативна идеја која што може да ја исполнат, па да испратат материјали во тебе Да, или може да се јават кај и своите се другарчиња, да јават. ги прашаат што има леденаска за ручек и така да се инспирираат. Така, Така. може секако, може тоа и да го приложат во нашиот дел од работата, Да. кога ги испраќаме повратните информации на наставниците. Да. Секако Супер. голема благодарност на родителите, бидејќи дел од учениците кои припаѓаат во прво и второ оделение не можат да, Не може, да да. сторат Супер. тоа без токму своите така. родители. Нормално. Епа, дечки, тоа беше и овој час одличен за културни традиции и сега продолжуваме со следниот час После джинглот. джинглот.